Yo, you on the mix right now with my man DJ Goat, so you know what I'm saying? Grand Asian in your area. Turn that shit, turn that shit, turn that shit. Da DJ Goce bitot, se da nemate spas. DJ Ghost, Macedonian, evidence, dilated people, live and direct, CA all day, that's how we do it. Yo, what up, DJ Pute, you checking out DJ Ghost, Macedonia, what up? One love, real hip hop, real hip hop, real hip hop. Jedna ljubav za sve, celo Skopje. Ako treba bit, onda roka DJ Goce. Mi neka, janite me zna. Yo, what up? Big shout out to DJ Ghost, Macedonia, P&D in effect, 2009. Alright, the headback. Yo, what's up? It's Evan Stern saying peace to DJ Kotek. What up, bro? It's Fox, Dilated Peoples, Rock City Crew, Universal Zulu Nation. The backbone of hip hop is the DJ, and I'm chilling with my brother right here, man. Straight out of Macedonia, doing it worldwide, my man, DJ Ghost.
Хеј! Добро дојдовте. Што правите? Добри сте? Шта се ради на естради денес? Ништо спектакуларно. Опа, чекай. Што направив? Добро е, тука сум 12:00. Ево светло, пријатно е. Да? Прави фацава? Гној. Те така. Те сум. Овака вака. Одлично, добро. Све се слуша добро, музика, ја, екран гледам се гледа, све е добро. Океј, идемо. Ден втори од последователен стрим, ќе видам до кога ќе се тера. Вчера ми стигнаа 2 пораки од блиски пријатели кои и увистина кои само овакво виртуелно. Дека, уствари луѓе работат. Деко, среќен ројен ден, идемо! И дека уствари на работа се луѓеви не може да гледаат, па изгледа од една недела од 6 попладне ќе почнам со стримови, што е окей као термин. Нели таман ќе поминати ова Божик празници вешо си, ќе бидат послободни по од 6 попладне стрим, таман ја цел ден нешто да поработам ако работам и ако не работам, ќе спремам вајде за ова и ќе тераме. Така да од понеделник рачунајте од 6 попладне ќе бидат стримовите, што значи дури следното сабајле ќе бидат епизодите активни на YouTube. Зашто ја ги аплодирам на YouTube, ама им треба 3-4 сати за да станат HD, а SD не се гледаат уопште, ништо не личи. Така да ќе тераме така. За денес имаме 4 интересни теми, 2 се поврзани, првата и втората. Значи прво ќе правиме дизајн на етикета за ракија. На наша права македонска ракија. Што ќе се пие? Пардон. После тоа ќе правиме припрема за етикетата, значи етикетата ќе иде у принцип ја правам етикетата не сразмерно во точни димензии, тука ја правам само за мокап. Песна. Значи ќе направиме на мокап, ќе направиме симулации директно у Photoshop фајл онаков со смарт објекти со све што треба. И сега ќе измислиме таму дали сакаме да има злато, сребро, бевел, ембос, ти реков, ми рече и сечена да биде се што ќе ни текне у моментот и со помош на чет, значи со ваша помош што и да треба да се направи, ќе се направи. За после тоа во вториот дел од стримов да ја подготвиме истата етикета, значи тоа што ни е замислено од глава и тоа што го имаме презентирано пред клиент, да го предадеме во печатници, да не се срамиме кога ќе го испратиме фајлот во печатници да кажат што ни пратил овој дизајнеров, знаеш, и да се смеат. Трета тема, вторава тема е многу битна зашто ако сакаш да работиш баш графички дизајн, онда подготовка за печат ти мора да знаеш да работиш, значи без подготовка на печат не си никаков дизајнер, буквално. Трета тема ќе ни биде како да направиме окей лејаут, знаеш, за портфолио, кои се оние key поинти за гледање, каде фаќа окото, каде не фаќа окото, точно како се фокусираме на детали, што треба да покажеме у прв план, што треба у втору, трет план, у четврти план да се покаже и така натака, за да има нели она first impression е best impression, а да не биде сега да го наведуваме и набедуваме ние работодавецот или потенцијалниот клиент, зашто нели портфолио се прави и кај потенцијални клиенти за да видат што работиш и како работиш. Четврта тема ќе ни биде разговорна поише во врска со логомотива МК. Тоа е проект кој што е настанат многу одамна. Јас сеќам баш и мене ме бараа за некој мој логоа и стојам на располагање, нели се знаеме и со Бане Кома и со Александар Гижаровски и Немања Трајковиќ беше тогаш у екипа, сега не знам, не го видов на сајтот, ама не е битно. Битно тука е таа некоја екипа која што ќе прави
дигитализација и архивација на македонски логоа, што е многу добар концепт и зашто сите активно треба да се уклучуваме у тоа, значи не е битно дали си графички дизајнер или не си дизајнер или си било што друго, ако имаш било каква информација во врска со некакви логоа кои што се направени во Македонија започнувајќи од 20 век па до ден денешен, тоа е многу убаво да се земе, да се, нели, да се дигитализира, да се архивира во една форма која што ќе остане за веки векова, за сите. Знаеш, зашто се губат премногу логоа во светов, во земјава, не се знае кој е автор на логоата. Да знаеме 5-6 автори кои што се стварно еминентни и се мега цареви, мислам и Динка и сите останати и Грчев кои што постојат како луѓе, ама за останативе знаеш, скоро никој не е слушнал за нив, да му се сневи и сега треба да си има експожер, мислам, има нови логоа кои што луѓе ги сакаат, ги направиле млади луѓе надежни од Македонија, но поради X причини они останале, знаеш, анонимуси, а се знае дека они го направиле логото. Затоа сега треба да се направи оваа архивација и да се каже, дечки, идеме вака и вака. За музиката денеска се погрижи DJ Goce Saf, поштовање, скречови на винила, не пластика, еден мал микс со негови инструментали и кетера, па после ќе видиме што како ќе иде. Добро, вака се. Почнеме со етикета за алкохолен пијалок или тако звани ракија. Значи, направиме нов файл 1080 на 1080, го тргаме на страна, викаме Object, Artboard, Convert to Artboard. И сега во 1080 треба да смислиме ние име на ракијата, како ќе се вика ракијата. Ја видов дека сум направил печатна грешка во врска со ракијава. Се напишал со 2i, а и уствари ми се свијаше со 2i, како именце добро ракија. Што те тера да пееш кога пиеш? Нешто тој фазон, немам појма сега. Тропам, не знам, ракија, те тера на песна, знаеш, не те прави агресивен, онаква љута ракија, него питка нека биде, да речеме, например. За кога правиш пакување, најболje да имаш димензии. Зашо, тоест, кога правиш етикета, најболje да имаш димензија на флашата, за да знаеш колкава етикета треба да направиш и да знаеш, кај ми е па, ево. И да знаеш колку у кои димензии ќе работиш сам за да не се зафркаваш без врска. Чек. Ја вчера симнав еден мокап од флаша, тоа е овој. И на него ставив јас веќе етикета направив. Мислам етикета placeholder за на кој што ќе работиме етикетата, со тоа што сега целиот овој простор тука, ова било што може да направиме ни било каква дупка што сакаме, која сакаме форма за да имаме слобода за работа. Сега у моментов дека работиме мокап и дека не работиме конкретен предлог, буџетот ни е неограничен, значи може да измислуваме до миле волја што сакаме и колку сакаме. Само да го извадам мокапот, да видам онко кој димензија, па да знам точно тие димензии да го работам ја и дизајнов, за да после си биде водка джин батл, не беше таа. Не беше таа. Другиот беше, само водка ботл. Сега, тука е водка ботл, така го имаат наречено овие од сајтов од кај што го симнав, сајтот од кај што го симињам иначе истиот од вчера, mockupdesigns.com. Така да ја само тој го почитувам, тој ми е убав сајт како 1600 на 1300 вика 1300 и нешто ситно, ама 1300 ќе оставиме, значи артбордов ќе оттргнам на страна малце и со ентер наместо 1080 на 1080 1600 на 1300 и сега ова ни е работна површина за оваа флаша. Значи, оваа етикета. За горната етикета 230-370 вика етикетата дека е. Значи правиме нов фарбор 230-370
исто и за него по принципот центрирано. Да чуваме погоре вака, за да се знае чисто колку прилика да имаме преглед, Object, Artboard, Convert to Artboard. И еве сме. Сега имаме, ева, флашата оригинално како изгледа кај нас. Таа што ја направи вчера за 3,5 секунди, зашто се брзав да го направам дизајнов, сакав да легнам. И сега треба да направиме ние нова етикета, значи треба да смислиме име. Ке си биде наша стандардна шљивовица, ракијата. Не знам, име, не... Мене ова ракија ми се свија као концепт, дури она може многу едноставно да испадне, со тоа што не гледам да биде мрзливо, ајде на брзинка да го спичкаме колку што ќе се рече, него претежно од тоа што до сега сум работел, од прилика првата идеја што ќе ти падне, таа на крај увек испаѓа најбоље, колку и да се вртиш, колку се враќаш назад, колку идеш напред, усвари, на првата идеја увек ракија со 2 и дури може и со 3 да биде, па нека биде песна. Ракија. Ја забегавме шабанско. Сега. Може да направиме се една фора да измиксаме у сето усарење, а што да миксаме пак само е мал хак, ако немаш кирилична поддршка од фонтот, искуцај го латиница па преправи ги буквите за да личат на кирилица, а у случајов треба да пишеме П, А, Х, Н, Ј, и само ито да го, Н-то да го свртиш да стане и то. Добро, не е битно, значи може да си работиме со некоја кирилица. Најдеме фонт. Чек. Ај на латиница, зашто ја поише латинични фонтови. Имам, еве ги, ајде да почнеме од први фонт, па надалje. Ау, црн петок. Пам. Што има друго кај вас, дечки? Што се дешава? Како ви се свиеше вчерашната епизода, искрено? Што се ради на естради? Ај, овие не, овие се девели фонтови. Не се чита ова ништо. Личи, ама овој фонт сакам да го користам за наредно пакување, едно што ќе го правам еден нареден стрим за едни дечки што се многу битни у нашава земја, кои што бидејќи без нив ќе изгориме. Чекај, Хелиук, една верзија. Видиме другата. Стигнам сега до ова, не знам зашто го сменија, го расипа Хелветика. Ајде да не биде сега со Хелветика, да не се овакво зафркаваме. Мислам, ја би ја направил со Хелветика и сигурно една верзија ќе извадам со Хелветика. Ова е сличен, Шабо, Condensed. Ова е селфи, не, ова е со големи мали, немаш сите големи. Не, многу чуден. Берлинер гротеск, овој веќе има и кириличен. Да, малце политикен забавник е фонтот. Шо не би бил лош вака да гледаме реално, ама да извадим уште неколку. Стигнав до тото, браво. Сепа, стоп. Кој фон го користиш за ракија? Чоклет. Добра. Ќе оставиме? Да видиме друго што нуди светот на моите фонтови. Треба седнам да ги средам више. Ми се насобраа да деактивирам дел, зашто не ми... Ево чека, ово имаше и ваков прљав така. Некој беше прљавија.
Да не се веќе у можност да куцаме врз нив, туку да се вектори за да може да ги одработиме, да не биде само што направи, еве искуцав едно фонтче и завршив работа. Овие ги селектираме, Transform, Reflect, Vertical, окей, и ете го кирилично. А сега, кога викам треба да ги доработиме малце фонтовите, мислам на нешто, например, сега. Рецимо. Нешто вака. Ама па не се чита. Ако ставиш мало видимо, шмрља. Така да, ти господине, напусти објекат. Идеме со овој. Оваа фора. Да, пробаме. Ctrl-Y да влеземе у Outline, за да го дотераме фонтот вака. И сега фаќаме овие две точки, ги спуштаме надоле до тука да се изгубат. Фаќаме овие две точки од претходната буква и може да ги фатев правилните точки. Или само оваа фатија го си заврши работа, што се. И имам трета и сега да не ја копирам од таму, зашто веќе работа ми да не видам толку многу мрза. Земи сработи кој што треба. Еве ги трите и споени. Ама не се читаат како или се читаат, или мене не ми се читаат. Направам вака малца. Као М буквата е. Така, да. Малце е као М, ама може да се проба да се разигра. Мислев дека ќе изгледа добро. А ако пробам вака, па нема тоа што ваа ја гонам и ништо. И ова малце не ми успела. А видам кај овој фон дали ќе успее тоа. Еко овој више успела. Не знам као патърн да го користам, после вака да се тира. Па добро, ќе држи вода. Не, ова као концепт не. Нешто. Ракија. Све е могуче. Ке видиме. Ке испадне нешто. Сега се фатив ја за името, нели, одма, ама па ако не е името, онда што правиме? Без име, што ќе му правиме на ракијчето? Да го пијаме. Добро. Чекај само секунда. Да видам Twitch што вика. Бушава азбука завите. Да бе. Генијал. Па добро. Бушава азбука. И не е така лошо да кажеш.
полетуваме. Ништо не се чита, год се узбили се. Добро. Овдека и имаме таа и што сакам да ја фатиме низа. Тоа што овој не е лош уопште, ама овој да го пробам само со едно и. Вака и сега дали да биде нешто рецимо не. Само да го пробаме да видиме како би изгледало ова као концепт. Ракија домашна. Вечерва ја пришува најубавата музика. Вечерва ја пришува најубавата музика. А? Вечерва ја пришува најубавата музика. Ова веќе личи на нешто. Ево го сега моментот таман ќе офатиме со правење на кирилица. Ау. Пичку мати. Добро. Еден ден ке ме нема. До... Ова е Ш, ова е Н, ова е А. Браво, Гоци, ја знаеш азбуката да ти ебам. Е сега. Фората шо е? Зијаме, копираме на страна и на ова исто Ctrl Shift и овој го правиме у аутлайни. Е сега правиме кирилица. Чирилица. Од ова правиме Ш. Што се закачаш? И сега тука на Н-то ги бришеме овие. Дома. Шна, вака некако ќе му да е. Така, така. Малце да адаптираме се да не иде. Ептен пазарски. Да заличи. Размислував јас долго, многу ноќи немав сон. Оу. Не ми беше ни лесно да ти кажам. Избогум да ти речам. Избогум како тоа не сум јас. Каква numera е ова? Каква песма? Браво.
Напишавте ли домашна? Ха-ха. Dead Jokes represent. До? Еј. Чекај уште еден Dead Joke да направим и готово. И толку завршам со Dead Jokes. Но вие се поише Джики смртта на хуморот. Jokes, ама добра. Кој не го знае Джики смртта на хуморот, многу пропуштил животот. Ја ви кажам. Зошто се смеам на овие фори? Не е битно. Ракија домашна. Еден предлог имаме. Ајде, чекај. Ајде го се узбили се. Сега да го центрираме, ама затоа што овоа делче тука ни поразлично од ова. Тие не се важат у центрирањето. Нацртаме еден правоаголник од оваа точка до оваа точка тука. И ги ставаме со ова. Да се подреди, да се центрира. И сега само го носиме тука и веќе е централно. Могуче малце да иде у лево. Чисто ради... чекај, тука јам. Добро. Отприлике. Домашно. Така, овие XX се става, тие шо беа... Не е битно. Не е битно у моментов. У моментов битно да направиме добра типографија и... Шо ќе ни го дефинира од прилика стилот у кој што ќе атираме ракијата. Чекај. Едно имаме тука. Тоа иде вака. Ете сме. Домашно. Со ова ќе правиме или нешто? Не правиме ништо. Ова ќе го искористиме се. CTRL-Y пак, за да фатиме оваа точка на ито. Да ставиме... Ете, да ставиме и не ја став. Бега еде. Ете, а тука. Добро. Аха, добро, ова ги... Аха, добро. Сега ќе осредиме и тој дел. Идеме до тука. Така. Сега негде се искривен. Тука малце се искривуваат, а тука ги оставаме прави. Сега, за не се прави, нема да си го следиме стилот ние на секоја буква. Оваа точка ја поместуваме на внатре и оваа точка исто ја поместуваме. Не таа. Гоце. Оваа точка. Еј, види го. Ете. Разбираш? И секоја буква си уствари у истата форма како прва, така до последно. Усвари оваа на средина ни е на нас проблематичната. Реално. Затоа на неа го тргаме овој дел внатре и од оваа буква го земаме надворешниот дел, всушност, и евеќе. Така, и сега може убаво да ги збиеме сите букви, за да имаме убав проред меѓу сите. Најтенка е оваа, ама сите се диего. Вака ќе направиме. Ќе земам оваа као реперна точка, она вчера што го зборев 1x, епа еве го x-от уствари сега. И ајде, обратно го направив, нема битно. Еве го. Така, и сега А буквата ја внесуваме до тука.
надвор, па доаѓа К, па доаѓа 3 убавици, па доаѓа Ј и на крај повторно уште една А. Така. Ова го тргаме на страна. Нека си стои тука да си го имаме. Сега. Помеѓу Р-то и А-то има многу простор, така? Тоа е нормално затоа што столбот на Р-то е далеку од столбот на А-то, затоа го повлекуваме внатре вака. Што би се рекло неприродно, ствари ние овој дел тука треба да ни биде сразмерен оптички ист или сличен како останативе делови од сите букви. Гледаме и кај Ј-то, зашто кај Ј-то има заоблување, така да повторно истото се прави и кај Ј буквата, а А-то е нели многу подалеку повнатре. Повторно гледаме во овој дел да се опфати делот. Така да ако гледаш вака без сметни, ние имаме веќе некоја здрава типографија тука. Бар мене колку што ми гледаат очиве, така изгледа. Чек, гоценалце. Што да пуштиме? Барасила. Сама се пушти. Одлично. Добро, значи сега. Ја искрено бидов со овој дизајн, со тоа што би го играл у стил нешто измеѓу не ми текна зборот новина Весник. Аман, извинете. Весник и па нешто така, нема не е црно-бело, да не е црно-бела етикета, него онаква жута, нели, баш онај стар останат Весник од времето у подрум некој таму накиснат малце, ама пак да и дајаме таков премиум шмек на ракијата, значи да не е она брља пазарска, него нешто премиум да се извади од истото, што не е тешко да се направи. И ќе ни помогне многу и за вториот чекор кај што ќе збориме за припремите за штампа. Само секунд, пардон. Така да имаме простор за игра. Да играме. Значи, одлука е пала. Оваа ракија. Сега пред да го нели, ајде да кажеме дека ова е логото на ракијата. Што треба да направиме? Треба да направиме дали се гледа и на црна позадина исто добро како што се гледа на бела. Значи се чита. Ако некој се љути дека му личело на М, нека се напие 2 ракии ќе му помине. И готово. И сега зијам оваа линија стана. Баланс, дисбаланс. Сваќаш, малце игра. И е too much и ги бришаш одма и викаш готово, извинете, не се деси. И така, ракија. И сега може да смениме и фонт, например. Ево и почиток е, за долниот дел.
Нели, да се фатиме дека е домашна чоклет блек. Не, блек е многу. Сепак биодол со Commons, зашто треба да се чита. Ја му даеме тука 600. Нешто. Не, вака ракија домашна. И може да го истегнеме после уште малца. Кај си пики сипи? Како е бе гласна музиката, бе, брат? Ете ја намалена. И вчера беше исто. Ама ајде, нека стои. Истата е од вчера. Исти сетинзи се, ништо не е, иначе здраво. Чек. И се фатија. Антимузика, па кај се да работим без музика, бе, пер? Ке се мрднам сам себе ако се слушам цел ден. Ајде бе, реклами. Добро. И ја имаме ракијата. Наводно тоа е со ракијчето. Сега треба да седнеме да измислиме цела етикета како ќе изгледа. Значи, целосно. Како би изгледало тоа. Малце потивка музика. И сега... Добро. Рековме црно-бела нема да биде, него ќе биде жучкаста. А тргаме на страна. И ова све со Pathfinderот му правиме штрак и имаме еден елемент уствари, као група од фајлови и сега ова не е средината на етикетата. Овојдел мање више нема ни да се гледаат нешто многу. Затоа ќе се фокусираме во овојдел тука. Од прилике вака на средина. И нели боле е кога се ти е централно, секоја ти е централно наместено, за да не се буниш, да не се губиш. CTRL-R, еден гајд тука, еден гајд тука. И од прилика гледаме во овојдел да се фатиме да работиме. И го гледаме сега да не го забораваме и горниот амблем за ракијата што ќе биде. И сега тука може да земе некој од оние крафтовите. Сега уште е гласно? Ил Чарлс, здраво. Озбилно гласно е сега или онака е? Таманка? Одлично. Па добро. Значи, рековме малце жолтеникава да биде. Некој newspaper. Иначе, еви да ви пуштам уште еден многу добар сајт за ресурси, кои што се бесплатни. Chatrules, добро, сам си ги напишав Chatrules, мене ми дава Chatrules да ти имам. Види го, еј, мајмун. Ова е на mute, добро. Resource Boy е многу добар сајт за бесплатни ресурси. Типот некој си ги има, сам си ги прави. Овие Arbi ексклузив. Така да... Golden Texture. Може со златно да ја правиме ракијава, знаеш? Да.
Онака баш као со злато, лено да биде. Одлично. Добро. Чакборд, не сакаме чакборд. Шо ни треба на нас оствари? Текстури. На само малце му е бавен сајтот. А иначе све останато е супер таму. И огромни се скоро по овакво. Ај, Диксоне, може. Ау, знаеш како може? Сега ми текна, брат. Црн мермер со златни букви. Вака. Шефс кис, готово, идемо. Добре дојде почитуван Најденов. Дал си ми добар. Джани Версаче. Ракија Версаче. Брата, ќе направиме покултурно малце, мислам. Ќе пробам. Не ти ветувам, ама ќе пробам. А може нешто, ќе излезе нешто, бе, па и ти ракија е. Ајде бе, ракија. Мега блур. Не бе, брат, сега премиуме не е овакво. Као камнико ни е ракине што ги има, што ги продава. Готово, тозла симната. Се уште 2 гига треба да се симнат овие Марбелсот и ќе може да си играме со мокапот. Edge Blur. Ау. Добро. Чекај, сега ќе изиграме вака, прво ќе ставиме прво црна позадина. А ракијава window ставаме, доли идеме у ајде бе, у Swatch Libraries, Gradients, имаш метал. За метало. И одма е боле бе. Сега го зијаме овој дел од не бе. И сега влечеме линијата вака до тука. Значи правиме на ракијава одма да се знае ред. Ете го. Пази го сега. И сега на ова може да му направиме ние сега игра ефект со distorten transform, pardon, smooth. И сега да си играме тука. Нели? Ако сакаме да си играме. Која беше ова? Како беше ова? Како се викаше? Тиквешка? Така, да. И еве тиквешка имаме. Па да бе да, тоа го имам. Тоа го ставив, еве го. Ова е. Тоест ова е водка, не е виски. Ама оваква флаша мислев да видя. Transform, Reflect, ајде да пробаме. Ништо. Не. Ракија домашна и сега може да направиме например, сега што ми дојде као идеја. Онака, само да пробаме.
да си звони ракијата. Каква е ракијата? Цицка, брат. Цицка, брат. Каква е ракијата? Цицка. Не. Вака. Што се заебам? До кај се овие Марвелсот? Еј, се симнале, браво. Па не, болje да така ќе се работи на мокап. Сега само да знам дека личеше на казан. Ама се мислам дали да го направам да биде казан. Тоа ми е думата уствари, Чарлз, дали да биде казан или да не биде казан. И сега, како рековме за етикети, горен дел едно, средина друго, трето, ама ние може да си поиграме сега со ова, зашто имаме слобода за работа. Може да направиме етикетава со дупки, да биде цела уствари, сваќаш. Појма немам, нешто. Разбираш? Full Moon. Да, јасно ме, само ти кажам, у моментот ја го видов казанот, ама викам дали да си играм уопшто со казан. Чекај вака да ставам. Да видам, само да проверам, дечки, на кратко како изгледа на мокап. Чекај. Че сменам уствари дисплей кепчер треба да ставам, така да. Ево. Еве ги сега овие што ги симнав Marbles едно друго. Убави висока резолуција се текстуриви и се бесплатни за користење, така да може, нели, слободно да си ги користиме сите. No attribution се мислам овие баш. Еа. Готово. Продато. И сега у Photoshop преку ова го ставаме, преку маскава. Тоест преку површинава. Идеме вака, Enter. Со Alt и со клик го маскираме директно. Opacity може малце да му се чачне тука за да биде потемно. И може и level, само тоа отпосле за уприпрема ќе го направиме најболje да изгледа. Еве да речеме вака. И сега го зијаме исписот на средина и у исто време ги вадиме и златните. Овие баш да видиме, да добиеме симулација злато, а не градиент грд. Баш да видам, знаеш, ко со боја правено нешто, ко да е таков некој фазон. Знаеш, како има флеки злато, а у
Кој е овој? Осмица. Пак со алт и со клик. Ляж, друго е наместо со градиент кој ќе оставиш така. Па сега може и малце бевел и ембос да ставиме, за да збориме после за бевелот и за ембосот. Опа, Мирен, извини. Да збориме после како ќе го направиме у... За припрема, пардон. Еј, сине! Изгоре! Ракијава е... Само бојата на флашата, на пијачката. Ајбе, добро, бела. Не, ќе направам златна, се заебавам. Ќе направам жуто, ствари. Како ќе му да е? Шо направив? Ајде, бе. Како те ставив тебе тамо, брат? Понекад шо кликам, не ме е јасно. Ама не е ни битно. Да видиме. Ајде, тя бе жута. Ајде, сега мед. Ете. Одлично. Алал. Еј, не можам да уклучувам сега Discord. Бро. Добро. Останува уште само тоа да, окей. Горниот дел, овој дел, значи од ракијата, може и подугачок да го направиме малце. Тој ќе биде цел златен. Тој ќе биде тука. Усвари више се оваква. Добро, супер. Још болje. Ракија, open recent, Gamer Teacher, кај си бе, даскале бе. Ај, добре, дојде. Чека, тука моето лого уствари. Ова е на Гоце ракијата. Кај си бе, даскале бе. Ајде да видиме што излезе. Па не е лошо да речеш. Шубаво, брату. Од Сабајле со ракија, не брат, Сабајле беше у 5, сега е полноќ.
Сега пладнето си дојде. Добро, не е вакво. Идеме вака. Тука. Ајде бе, полека смири се. Супер. Нека дојде надоле вака. Да видиме. Аха. Добро, сега гледа грешката, мислам. Еве го делов тука, така? Кога ќе се отвори првиот пат, ако се скине тука, ќе се скине и логото. Затоа, памет у глава, спушти малце. И увек кога се прави, значи кога се прават вакви, да. Кога се прават вакви дизајни, увек е, значи се тестираш пред да пуштиш било што у штампа. Значи никад нема да завршиш со на екран е добро и завршуваме со работа. Тоа никад. Мислам никад не испаѓа исто како на екран. Увек мора да пробаш, да тестираш милиарда пати и да завршиш со на крај, да имаш физички мокап, макета направено у рацете ти стои за после да кажеш да, ова може да се искористи, да се употреби. Сега. Пардон. Имаме ама полошо си. Не бе, нема гале. Нека кинат сега. Вака. Чекај. Завршуваме со делот етикета. Етикетата ја направивме. Сега е тоа. Значи без бриф, без ништо. И без пиење ракија, толку се прави. Сега, следниот чекор што ќе биде е веќе спремање на фајлот за печат. Значи со спремање на текстуриве што ги имаме таму позадина ставено за печат, со спремање на сите компоненти што е како е кај треба да се сече етикетата и како се експортираат сите ствари. Значи од почеток до крај. На некој може ќе му биде досадно, ама кој што кажав и на почеток, многу битен сегмент од графички дизајн ти да знаеш да правиш припреми за печат. Така да само да смотаме на цигара и продолжуваме одма. Па добре дојавме пак. Вака сега. Ова што го работев до сега, значи у Illustrator фајлот е работено во RGB, да си знаете. Значи сега се отвара нов фајл, се работи од SMIC стриктно, зашто штампање у RGB има, ама се уште не е дојдено ни кај нас, и не се ни практикува нешто многу ширум. Така да за припрема за штампа си се прави со поштено ставање на со отварање на нов документ во CMYK. Тоа го правиме у Illustrator CTRL-N. Сега ова е А4. Да видиме. Марсовес, фала за фоллоу брото. Го ставам сега како А4. И имаме провизорна некоја димензија, како беше 1600 пиксела беше тоа. Така.
1600 пиксела на 1300 пиксела. Исто така, многу битна ствар. RGB фајлови се прават во 70 dpi, нели? А CMYK фајлови за принт се работат од 300 dpi. Тоа е исто голема разлика у квалитетот кој што го гледаме на екран и квалитетот што искача од штампа. Така да, за сврха на фајлов, ќе си го направиме кој што треба. Значи, овој не е CMYK, идеш у Effects, Document Raster Settings, CMYK 300 dpi е све. Така, 1600 на 1300 пиксела, се само ќе нацртам еден правоаголник. Сори, треба вој да го зијам ја. Добро, огромен е. Ќе го направиме. Чекај. Метро. 16 сантима широка и ќе видиме колку ќе испадне. 160 мм ширина ќе ставиме. Тоа ти е трансформ. 160, висина 130. 1600 на 1300, 160 на 130. Хујњу, појма немав. И сега, прво нешто што гледаме тука од страна е ова катаклизмава од бој. Значи, Rich Black беше тоа и немаше врска со ништо. Така да се имаме 100% Black. Со тоа што на 100% Black ќе ставиме ние од згора нова слика. И тој марболот ќе ви покажам како најболje да го направиме, да изгледа добро и да се искористи, да се штампа само во една боја. Да не се штампа сите 4. Етикетава ќе ја правиме да биде ексклузивна, премиум со додатоци на неа ставени. Ама во замена за тоа да не рипне многу цената во штампа, ќе намалиме на боите што ќе се користат. Значи нема се користат цијан, магента, јелоу и карбон, туку ќе се користи само карбон, црна боја ќе се користи само за штампање, зашто ќе направиме сликата црно-бела и ќе биде во една боја. И после тоа сите останати бои, значи втората боја ќе ја ставиме да биде злато, третата боја да биде селектиран лак и на крај четврто ќе ставиме да има ембос. И со тоа ќе завршиме тука со работа. Мислам ќе завршиме со работа, ќе завршиме со пак ќе имаме 4 бои, цената ќе биде скоро иста, ама начинот на ако имавме ние 4 бои, ќе имавме плюс доработка ембос, доработка селективен лак и доработка златна фолија. Значи ќе имавме 7 бои наместо 4. Така да сега ќе скратиме на боја, ама ќе додадеме на квалитет. Нели? И баш како зошто да штампаш од CMYK, кога може истото да се изведе у една или у две бои максимум. Увек скрати си ја муката на себе за правење припрема и ќе изгледа помајсторски направено и ќе биде помајсторски направено и на крај може ќе кошта и помалку пари. Така да го правиме сега документот да биде од А4 160 на 130 рековме, така 160 на 130 у файл, у документ сетап, блит ставаме 3 мм, некои ставаат по 5, јас ставам 3, за мене е сосема доволно. Сега ги имаме дупкиве тука, така. Прво нешто што правиме, ја правиме формата за сечење. Тука ги користиме леерите највише, CTRL-C на овој леер, додаваме нов, CTRL и F, CTRL и F, paste in place, Shift X го правиме од fill у outline, outline го правиме да биде магента, така, да, со тоа што овдека ставаме црната позадина. Цела, значи овие дупки не ги обележуваме ние со бела боја со хартијата, ќе ви објаснам после и зошто, кога ќе дојде време, за брзо. Значи од сега имаме основната линија по која што се сече. Овој леер го именуваме дизајн, овој леер го именуваме сечење. Ова е најдобро зашто кога ќе го пратиш у печатница фајлот, тој што ќе го отвори техничарот ќе го види и ќе му стане одма јасно зашто ставна збор. Ова ни е сечење, ни стои најгоре. Многу битна ствар кога се работи со вакви
бои. Сега имаме ние, она е само 100% магента. Дабл клик на бојата, од смик магента името дури го менјаме сечење. Наместо процес колор ја правиме спот колор, да ја гледа као пантон. Значи тоа ти е дефинитивно нај сейф варијанта да знае било кој техничар, посебно нов техничар ако е дојден, ќе му стане одма јасно дека нешто тука не треба да се штампа. И уште еднашка за секој случај у Attributes, тоа се наоѓа Window, Attributes, нагоре тука. Еве ги Attributes, Overprint Stroke. И сега кога ќе го видиш фајлот у Overprint Preview, гледаш како скоро е невидлив. Се враќаме назад у Preview мод. Сечењето ни е заклучено и сечењето ни е најодозгоре. Значи последен елемент ни е сечењето. Дизајн. За дизајнот сега чекај. За дизајнот пак треба да се вратам на не јавува менијата. Фак. Добро, фала ти Курун, ќе го средам тоа за нареден стрим. Знам што му е. Сега моментов не може. Window Attribute нема врска, ќе го најдете. Ама од страна ги има овие менијава, ги нема ништо уствари. Глупа работа. Добро. Ќе направам, уште еден стрим ќе правиме секако за вакво, кажи го. За штампа пак ќе има стримови. Освари тука нема ништо, нема ни фонтови, ни само илустраторов е. Бог да чува, нема врска. Фала Корун. Ќе се среди. Па сега малци некој Рашо нека научи некои ствари. Се шалам, ќе ги средиме, ќе ги отвориме. Добро, се враќаме сега. Типографијата ја зијаме. Ја ставаме тука, со тоа што на нас типографијата ќе ни биде направена од златна фолија. Така? Чим сакаме да е од златна фолија и типографијата како типографија треба да оди на нов леер, да се стави и тој да се нарече foil. А леериве се гледаат? Не се гледаат ни леерите. Браво бе. Еве леериве ги гледате? Значи тука ги правам ја као сите леери да бидат шо е како е. И еден врз друг. И редоследно си ги местам за да нема бунење, да нема мешање. Имаме доле дизајн, па фолија, па сечење. И за фолијата повторно одбирам една боја, нема да биде градиент, него ќе биде боја, која што ја ставаме оваа портокаловата и на неа дабл клик, ама не се гледа моментов. Сега се гледа све. Све му ебам. Ова викаме Golden Foil. И повторно истиот принцип е spot color се става. И повторно во Attributes Overprint Fill. И сега фолијата на нас ни е завршена. У еден дел. Така, ама сега сакаме да има и bevel, тоест селективен лак да има врз неа. Онаков 3D лак да се стави. Се зима фајлот, се зима леерот, се копира од озгора се става, foil copy и 3D лак. Овој файл се зима и се преправа во Outline. И овој Outline се зима, се става рандом боја, значи било која боја што не се користи. 3D лак, наместо процес, spot color, OK и overprint stroke. Еве го сега принципот, го видовте сите како работи. Иначе Window Attributes, еве го, тука е. Тоа е тоа. Имаме сега файл што изгледа вака.
За да го досредиме фајлов, тоа е за да ставиме главната позадина, нас ни треба Marble Textures, ние ја користевме 12-ката, ја ставаме у Photoshop. Добро. Се у Photoshop, она има тука некои полузлатни елементи, ама ја не сакам тие да се гледаат. CTRL-J, не, CTRL-J не ни треба уствари, директно сликата ја зијаме, тоест, не, ќе ја препреме CTRL-Alt-Shift и B и станува црно-бела сликата, мислам grayscale. Си играме со сите слайдери, да дојдеме до тоа точно што ние сакаме да се гледа и да не се гледа на сликата, значи ги губиме сите нејзини битни и небитни информации кои што ги има у неа моментално. Може да ставиме малце бело вака да биде као кркнато. Така, сега. Слика во моментов и RGB, значи кога ќе отидам у канали и канали не се гледаат, само секунда. Кога ќе ги извадиш каналите, ти имаш и RGB, значи ти пак така. Ако ја направиш цмик, пак ништо не си направил. Зашто имаш уште еден канал екстра. Разбираш? Image, Mode, Grayscale. Discard, окей, thank you. Не, чекај. Цмик, сите треба да се селектирани, пардон. Image, Mode, Grayscale. И сега имаме Grey. Сега имаме само една боја преку целава слика. Проверуваме Ctrl Shift и гледаме дека е у 72 dpi. Ставаме на 300, зашто на нас документот не е у 300 dpi. Може звучи збунувачки за некој што прв пат ќе фати да работи припрема за печат, ама после четврта припрема више ти станува навика и само цепаш. Сега, имаме Grey, имаме 300 dpi и сега треба да го импортираме фајлот у Illustrator. Ctrl Shift и S, не као JPEG, го снимаме као TIFF и само момент, пардон. Мора да е заклучен фајлот и ќе ви покажам се уште една фора зашто мора да е заклучен. Ctrl Shift и S. TIFF, добро, .gain, окей, LZV компресија на сликата. Ова станува другото исто. Save, фала пуно, се враќаме назад. Ова фајлот е готов, фајлот е тука. Фајлот изгледа вака. Кога ќе оставиме во треба да го ставиме во дизајн. Значи на правилен леер треба да се стави фајлот, иначе секат. Немој да јутнувате фајловите по леери кога ги ставате, зашто така се прават грешки. Сега, у моментов сликава нема боја, нема swatch у неа. Ако стиснам црна, највиша боја на црна и сега можам да направам и rich black. Разбираш, сега сликата мене у моментов зашто е TIFF, зашто е заклучен TIFF, зашто е grayscale, ја можам сега да го бојам у која сакам боја. И у било која печатница, ако се печати офсетно, например, ако ставиш една боја и ако ја селектираш како Pantone, он целава оваа слика, сите овие неанси и глупости ги рачуна само како една боја, нема да ги рачуна како 4 бои. И затоа и така се прават добри фори за заштеда на пари при печатање. Сега ова треба да биде 0,0,0. Така. View. Overprint preview. Добро. Сега, ова што го гледаме тука. Сакаме да биде потемно, сакаме да биде посветло, останува од нас. Затоа што ова што го гледам у моментов е налик финалниот дизајн, но нели у штампа увек испадне другачие. Мислам другачие, ќе испадне боле, затоа што е печата не го гледаш на екран. Овој дизајн. Поиграј си, смени си се што сакаш, се што ти треба. Еве, например, нека биде вака малце подискршено. Само чека оверпринтот да го исклучам, пардон. View. Ево. И сега for fuck's sake само ќе ја направам 60 за да биде потемна. Иначе у штампа, ако ја пуштиш стотка ќе испадне убава
убава црна боја ќе испадне. Сега. Ги имаме 4 леери, ни се тука спремни. Имаме сечење леер, 3D лак леер, фолија леер и дизајн. Така? Одлично. Сега. Идеме вака. Сликата 469, добро. Ако ви е преголема сликата, сега моментов на нас е 480 dpi. 300 треба да е, 480 нели, ако е поише не боли, ама доколку е преголема сликата, за во 300 dpi, а ти имаш више стајано во 300 dpi да биде, иако е например 800-900 dpi, слободно намалија резолуцијата у Photoshop за да стигнеш до точната димензија што ти треба. Колку што е попрецизно направена сликата според димензиите на фајлот, толку фајлот ќе тежи помалку и толку се помали шансите фајлот да пукне при било какво рипување во печатница. А ако пукне фајлот у печатница, ти си крив. Не е крив техничарот. Сега, овој файл, да бидеме културни, да бидеме педантни, пак, кој што кажав, да не псујат у печатница. Правиме маска. Така. Отвараме, ова се вика Separations Preview. Overprint Preview. Сега гледай што ќе направиме. Ако уклучам само Black, ја има. Готово. Така. Имам по еден файл 3D лак. Гледаш, yellow. Добро, се уствари. Пардон, извини. Сега веќе ни треба само вака. Ето. Гледај ги сега. Се гледаат така, се гледаат. Каналиве цијан, магента, јелоу не постојат. Значи тие три бои се изгубени за штампа. Тие веќе не ги користи. Машината не ги чита дека постојат како бои и значи ти работиш само со црна боја. Види сега ги исклучуваш и ги нема. Лакот си е тука. Фолијата си е тука, сечењето си е тука. Се си е на место стајано, така? И готово, ти тука си завршил работа веќе. Не се гледа ништо точно у моментов, ама тоа што може да се загарантира е дека на крај дизајнот ќе изгледа баш вака. Ни помалце ни поише. Точно вака ќе изгледа фајлот, као што си го дал ти на мокап, така го вадиш сега за у печат. Да, ако му го покажеш ваков фајлот на клиентот, ќе ти каже што е оваа глупост, немој вакви срања да ми даваш ти на мене, ама затоа му праќаш на него симулација да види како тоа изгледа. И така да ова е начинот на припрема, ова е техничка способност на еден дизајнер да извади файл за штампа кој што треба од почеток до крај. Значи имаш идеја, ја правиш на мокап, иако е нели погрешно, ама нели боле да се направи мокапот за клиентот да знае што да очекува и да гледа, зашто вака ако му го даеме фајлот, он ќе каже ова е глупост. Ова на ништо не личи. Ова е технички писмен файл. Сега, завршуваш тука со све. Фајлот си е на место, леерите си ги вратам ја на место. Фајлот не смее CTRL-Y, значи во фајлот не смее да има фонтови. За да бидеш педантен дизајнер, секој пат што го имаш направено, треба да ти биде затворен. Ги селектираш двете точки CTRL-J. Една секунда работа, многу ќе ти значи на тебе. Се е затворено, се е поврзано. Нема ексесивни точки, нема вишок точки, нема вишок елементи на фајлот. Имаме слика, контура за сечење и елементи за штампање. Тоа е тоа што ти треба. CTRL-Y се враќаш назад. CTRL-Shift и S. PDF. Еве на десктоп нека иде. Ракија 160 и 130 мм. Напиши во името на фајлот. Какав е фајлот. Биди сигурен. Што викаш еден колега што многу ме научи, Кочо, вика, напиши, вика, тоа што мислиш дека треба да пишува, вика, испи без гаки. Нема што да ти биде страв. 160 на 130 мм. Принт, со големи букви принт. PDF, save. И викаш, high quality,
идеш compression, максимум сесија со high quality, marks and blitz, trim marks, blitz marks. И толку, сейф на фајлот. Фајлот ти е спремен за штампа и ќе биде иштампан одма. Еве го фајлот, сега овако ќе се отвори. Еве, што му даваш ти на него печатница да гледа. Еве ги овие се. Еве го блидот од 3 мм и тука е кај треба да ударат ножевите. Така да, дечки, кој не научил да прави припреми до сега научил. Идемо далje. Чекај сега да го исклучам само Window Capture-от. Ете така. Добри сме. Колку време стримам? Чекај, да видиме. И саат и пол. Добро е, брат, лета време оде. Браво. Добро. Ајде да чекираме. Чекирано. Леаут. Леаут. Како да окей леаут? Добро, ова ќе биде пак поише на зборење на едно на друго, него до толку многу дизајнирање. Така да... Да, аје вака. Добар леаут ти е као... Добар леаут е уствари да можеш сам да го прочиташ тоа што си го ставил, што си го напишал негде, разбираш? А да го прочиташ, тоест да го отвориш, да го разбереш, да го видиш после недела дена не гледање уопште на тоа. Значи го отвараш и гледаш, аха, окей, тука нешто се гледа, има што. Нели, вчера беше темата портфолио, што да се става у портфолио, сега е како да изгледа портфолиото, као портфолио. Дали треба да е пренакитено, зборам со ситници онакви глупости што се ставаат, онакви дудос за китење. Ако си илустратор и ако ти е тоа стилот за работа, кити го, шо ти кажам. Чисто, едноставно, концизен дизајн. Значи, треба да биде аптека. Влагаш и се знае. Мислам, земи репер супермаркет, ама збориме она голем супермаркет. Се знае. Тука има пиво, тука има чипс. Така? Правило е. Затоа, секој треба да си оди едно со едно. Најболje да си направиш структура. Она сега у UI, UX го викаат, знаеш, wireframe. Брат, структура. Толку едноставно. Значи, направи си структура на дизајнот, на портфолиото, значи, содржината направија. Прво го правиш портфолиото содржински, ги бираш проектите кои што треба да ги ставиш во него, го црташ леаутот, па после тоа го полниш портфолиото, зашто полнењето е најлесно. Ти ако имаш структура направено на портфолиото, после тоа све е лесно. Значи, си делиш секција. Еве, не знам, ја го правев сега пред некој време, го средував моето портфолио. Не беше таму. Ова беше? Само да видам. Добро, моце поголем фајлот. Добро, се отвори. Само да го видам, чекај. Да. Да, па добро, и тој файл го имам ставено. Чекај. Добро. Толку имам да скријам? Добро. Извинете, сега малце
кријам контакти, телефони, мејл адреси и глупости сега, да не биде, дошо ќе иди на YouTube видео, да не биде после си се доксам сам себе, без врска. Од прилика вака го направив ја моето последно портфолио. Поделено ми е на ево го, генерално цело портфолио колкаво е. Значи имам арт дирекција, имам графички дизајн и последно е сегментиве се спаѓаат под графички дизајн, ама поише UI, тоа што имам нешто работено сега последно, зашто беше побарано од мене да правам и UI елементи да ставам. На почеток ми е CV-то ставено, кај имам работено, што имам работено, награди ти реков ми рече, за да видат одма. Нели, зашто ти ќе го пратиш CV-то као CV, ама пак за секој случај стај си го и у портфолио, не боли, знаеш, една страна е. Table of content, софтвер и ова ми е сегментот арт дирекција, значи тоа што сум работел као арт директор. Имаш сега проекти, некои овие не можам и јавно исто да ги покажувам, пардон. Имаш проекти, Design Without Borders, The Approach, на кратко напишано, главна слика, со што си најгорд на целиот проект. И на втора страна имам ставено неколку елементи кои што ги имам изработено за самиот проект. Трета страна со уште нешто. И сега имаш handpicked logos, еве, Скопје винил конвенција. Сега рипа малце од проекти на проекти, не можам да ги покажам сите јавно. Овие ми се што може. Значи, Скопје Vinyl Convention, што е Скопје Vinyl Convention, објаснувам дека сум работел на него, кредит, ако треба да напишеш кредит, значи, кој ти бил креативен директор, кој ти бил арт директор, кој ти бил копирајтер, со кој си го работел проектот, сето тоа напиши го внатре у портфолиото, зашто тоа е само еден огромен плюс за тебе. И структурата, значи, мене ми е, конкретно за овој проект ми е ваква. Годините, една година, втора година, трета година, четврта година. Еве проект кој што го имам работено во една агенција, кој што можам да го покажам, Max Medica. И Max Medica иде вака. The Approach, главна слика со тоа што имаме направено. Кредит, агенција Цобен Associates, креативен директор Слободан Јовановиќ, арт директор Гоце Велески, копи Гоце Велески. Втора страна, мокапи, символи, тоа што го прави продуктот да биде, нели, боле од другите. Значи, ситници. Ја вака го решив моето портфолио, мислев дека ова е правилен начин, ќе видиме. Сега за сега начално ми се свија као концепт за лејаут за портфолио. Мино здраво. Така да во овој принцип, со овој принцип која работиш, зашто затоа и пишувам дека како да направиш окей лејаут. Не можеш да го направиш најдобриот лејаут. Плюс имаш и толку многу темплети у моментов да ги симнеш. Значи, не се правиш паметен ти, некој друг се направил паметен и бил попаметен, сигурно од тебе, и земал и направил лејаут. Не е проблем да го земеш, да го искористиш лејаутот, доколку лејаутот на тебе ти брка работа за твоето портфолио. И кој што зборев и претходниот пат, вчера уствари. Не може сите да имаме исти лејаут, а да работиме различни работи во дизајн. Значи, ако си илустратор, треба да ти биде поилустративен лејаутот. Значи, треба да имаш фокус на, не знам, работиш карактер дизајн. Треба карактерот да го покажеш, да го опишеш, ама тоа доаѓа лично од тебе, не може некој да ти го всади у глава на тебе, тоа ти каже треба вака и вака да ти изгледа портфолиото. За тие ствари, земи разгледај портфолија по нешто има, зашто се има достапни портфолија колку сакаш, земи портфолија, разгледај ги на најдобрите илустратори портфолијата, земи разгледај ги, искористи ги искористи го нивното знаење, како они работат, како они функционираат во животот. Што? Чекај, што ти сум направил? Деко? Здраво. Здраво.
Не го виде, ете го. Да, еве го на Деки, овој проект што го работевме сега пред некое време. Убав проект, ајде некој нареден стрим ќе правам кейс стади, тоест ќе го објаснувам како кейс стади проектов, како го почнавме, како го сработевме и како изгледа сега, значи све со се вебсајтот, види, еве го и вебсајтот е ставен, брат. На посебна страна има мокап со вебсајт. И крајот го краси делото, страна 23 од 24. Немој да ме зафркаш, не сум го ставил твојот проект. Срам те било. Нема врска сега. Клиенти сега, наоѓаат мани, ама заќути ги готово после. Ќе се смеат само. Да, ќе ме баци беше, ете. Готово и бакнеш си добив. Значи бирај си го леаутот на портфолиото според леаутите на портфолијата на луѓето кои што се 150.000 пати бољи од тебе. Најпроверено, нема да сгрешиш како да направиш добро портфолио. Толку едноставно. Значи тоа ми е мене знаеш она као ја да измислам леаут. Брат, не можам да измислам леаут зашто сите леаути се измислени. Сваѓаш? Може да искористам леаут добар, кој што мене ќе ми фати око и ќе ми функционира на тоа што јас го работам како графички дизајнер. Значи графички дизајнер со фокус на бренд дизајн. Кај мене са бренд дизајнот е нели првото е како се прави логото, па се и целиот бренд заедно и после тоа ние beauty shots, beauty pictures, ама гледам да биде пократко. Еве, у цело портфолио ја имам 1 2 3 ајде бе полека. Имам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 проекти имам, значи, со се рандом логоа кои што си ги имам хендпикт само онака стајано, еве ги, тука се. Значи, хендпикт логос на 20 страна ги имам стајано, колку се, 3-6 овакво, затоа што ми се свиѓаат како логоа и да видат клиентиве што како зашто ја сакам да работам највише, нели, као графички дизајнер, ама у глобала имам 10 проекти само у портфолио. И за мене се доволно 10 проекти. Ако работодавецот не знае да ме оцени мене по моите 10 проекти, кои што ја ги имам одбрано, значи немам стано на бафтаната проекти, него одбрано проекти точно за неговата фирма или за неговиот бренд за кој што треба да работам, да му пичирам, ондак не треба ние ни работиме заедно. Знаеш, веќе дојден тој стадиум као, ако стварно не можеш да ме осетиш ти мени, да ме процениш колку коштам ја прво, според овие 10 проекти, онда вич да не почињаме да работиме, да не се заебаваме. Ама тоа сум ја сега денеска у 2024, а у 2009 и ја го пунев портфолиото со глупости и со све и на крај ми дојде еден тип директор некој беше у Сачи Москва ли беше, појма немам каде. И као прати ми портфолио, му пратив портфолио со 100 и кусур проекти и рече, дечко, ја немам време волку да гледам, бе. Дај 5-6 проекта стај и да видиме и готово. И од тогаш си го држам моментот, брат, ништо поише од 10 проекти. И доволно е. Стај ги најдобрите 10 проекти кои што ги имаш направено у животот и заврши работа. Сега некад е тешко да ги извадиш, да одбереш 10, ама пак, кој што кажав и вчера, нешто мора да се жртвува и да предпоставиш кој твој проект највише ќе остави позитивно влијание кај потенцијалниот работодавец и клиент, што и да е. Мада и работодавец е клиент, така да тоа е тоа. Не знам. Стварно, ја пишав темава, ама и поентата на темата беше да збориме само толку на таа тема, затоа што нема многу што да се збори за тоа како ќе го направиш ти твојот добар леаут. Едноставно пробај, види и испрати, тестирај по луѓе. Сваќаш, ништо друго.
Значи, дали што прво гледаш? Кажи, прашај човек, кажи, слушај друже, што прво гледаш тука, како ќе видиш? Ако ја гледа сликата и ако ти е поентата да ја гледа сликата, ондак си го погледа леаутот. Ако он прво се зачити у текстот, значи ондак намали го текстот, нешто промени го, направи го да не е толку акцентиран, дали боја ќе му смени, што и да е, пипни, зашто ова е портфолио, кога правиш портфолио за себе си да се продаваш, тоа е интимна ствар, брат, си го продаваш телото на еден начин, сега, знаеш, сам себе се пимпаш. Така. Тоа е тоа. И сега доаѓаме до Логомотива. Логомотива е многу убав проект кој што е направен од, сега чекај, ќе го уклучам овој да еве Логомотива. Логомотива ми се свиѓа мене као проект. Бане Александар Гижаровски го почна, кога рекоа дека го почна, 2018 година, така нешто беше? Да. Логомотивот е проект кој што ги собира, ги дигитализира и ги архивира македонските логоа направени од почеток на 20 век па се до денеска. Значи, ако денеска искочи лого, не знам направено како и да се вика, за некој си, од 2008 со ретро МК, да. Од 2008 Бане го почиња со ретро МК, па после го прават као Логомотива. Логоа, еве ги тука се логоата. Сега малци имаат стаено, ама, нели, сега го почнаа на 1 јануари го почнаа Логомотива. Ја не се сеќам, мислам дека тогаш, дали 2019 или 2020 година со Немања зборевме, баш за ставање на логоа за едно за друго, што е како е правено, што е супер ствар, знаеш. Еве ги тука се овие моментално се колку се? 10 логоа се стаени у моментов, имаат Инстаграм, имаат Фейсбук, бараат луѓе кои што имаат познавања од нели, архивски познавања, луѓе кои што работеле на некои логоа, кои што ги создале, ги направиле. Баш имаше дискусија на Фейсбук за музички логоа, за логоа на бендови, кој ги правил, како ги правил, па се појавуваат, абе овој го има правено тоа лого во време, овој Тошо Симоновски што ја пишуваше книгата за рок енциклопедија, за кај нас шуцари. И Тошо се појавува тука и одма ги вади информациите, логото на Архангел го има цртано тој и таа година, па има преправка на логото во таа и таа година, знаеш. И сите тие ствари што ние еве као графички дизајнери не ги знаеме, не знаеме кој правил, како правил, а не по обичен народ да видиш да прашаш кој правил и како правил. Така да ова е веќе дигитализација пред се на логоата, зашто многу од логоава не може да се најдат во ниту една дигитална форма, а рецимо ти затреба лого. Еве на СИК лого ако идеш, ако бараш, македонски лого има многу малце. Кинотека нигде нема да го најдеш као лого. Културно-информативен центар нигде не можеш да го најдеш као векторско лого ако ти треба. Поентата и целта на Логомотива е да создаде еден хаб кај што ќе ги има сите логоа и кај што на било кој да му треба логото за било каква сврха, дали била истражувачка, научна, што и да е, да може да го искористи, да може да го, нели, да го кредитира човекот кој што го направил логото или да го исплюка човекот што го направил, за тоа не, ама добро. Може да се каже као така. И интересно еве го, значи грб на општина Центар. Сваѓаш? Автор Мирослав Грчев, година 97, векторизирано од. И ова е многу добра ствар што го има да стане, векторизирано од. Ти као графички дизајнер сега наоѓаш лого и го гледаш дека е некој JPEG или не знам на у весник си го нашол некој стар, имаш дома некоја чудна архива што ја чуваш од весници. И значи го отвараш весникот, го скенираш логото, го векторизираш, го правиш да биде најблиску до оригиналното, скоро исто како оригиналното, нели? Во векторска форма го испраќаш на Логомотива, они го објавуваат и тебе исто те кредитираат тука дека си го векторизирал логото. Сваќаш, автоматски со тоа ти помагаш ние како земја да имаме сопствен архив на логоа. Еве го сега Србинов Југо лого, имаше у Битола и у Скопје имаше сега изложба. Југо лого го прави тоа сам.
И он ги собира од цела Југославија. И сега југо лого братон може да дојде Србија, Македонија, Хрватска, Словенија, Босна, Црна Гора, од сегде може да собира логоа и да ги архивира, тоест да ги векторизира пред се, зашто правев мојот со типот. Он сам ги векторизира, он сам ги мислам и на него му помагаат. Од кај нас Ќардула му помагаше, ја му јам пратено неколку логоа, Динка тука ја отвараше изложбата и у Битола и у Скопје. Сам супер иницијатива е, знаеш. Сега тоа е глобално на Југославија. За Југославија. А сега ние ако имаме веќе Македонија, еве од кај него може да ги собереме, сигурно ќе ни ги дае без проблем веќе направените фајлови. Разбираш? Од 20 век навака што доаѓаат, што датираат, ама кај него се ставени логоата во време на Југославија, значи до распадот на Југославија, од распадот на Југославија. Па навака, за 2024. Ние немаме едно лого покажано кој го има направено. Само, има ново лого. Ти сам ако си автор на логото и ако сам не си го покажеш, никој нема да покаже дека го направил некој логото. А сегде се гледаат лого. Значи, кај да се свртиш, ти гледаш некој лого. И најчесто не знаеш кој го направил тоа лого. Мене ми смета, као графички дизајнер, да не знам кој го има направено некој лого, ми смета. Сакам да знам име, презиме, ми интересира едноставно, сум заинтересиран, сакам да го видам. Логомотива е моментално проект на кој што треба сите да работиме. Значи, буквално сите. Треба да се зголемат фоловерс, треба да се направат 300.000 ствари, треба да се помогне на било кој начин. Дали имаш стари архиви под дома, дали имаш нешто, некои книги, записи ставени, и секое лого кое што ќе се направи е повеќе од добре дојдено да постои, да се дигитализира и да остане како белег за нас како народ. Знаеш, зашто се менја, нели, горат ствари, глупости, ти реков, ми рече, вака дигитално ако ги имаме зачувано негде, ствариве од нашава графичка индустрија, па ние сами ако не си направиме да постоиме и да обстоиме, кој? Мислам, знаеш, ја имам некој логоа правено тука кај нас, нигде не сум кредите дека се направени од мене. А со надеж дека со логомотива сега ќе го смениме тоа и ќе биде нешто подобро. Ме разбираш? И не само ја, има и други автори кои што постојат, и помлади и постари. Полошо е за тие што се постари автори кои што се знаеш као има направено 500.000 ствари, никој не го знае дека ги направил тие 500.000 ствари. Знаеш, exposure, сега да не звучам као логин, ама exposure-от е битен многу, значи не можеш да седиш ти као графички дизајнер и да викаш као ја ова све имам направено, кај пише дека го имаш направено? Има негде некој папир, ама сега веруј ми, па добро, ајде ќе ти веруjem, ама до кога ќе ти веруjem? Така да, мене делов на логомотива страшно ми се свиѓа иницијативата, браво и за Бане и за Александар Гижаровски, двајца стварно ме инспирира да земам да барам што е можно поише лого и да седам да ги векторизирам за да имаме овакво да оставиме трак. Мислам, стварно е тажно е колку немаме појма што се дешава и како се дешава. Така да све е супер. Браво за иницијативава, дечки, дефинитивно. Ми се свиѓа многу со тоа што ако треба помош нешто, викајте, барајте ме кога сакате у секое време, јас сум слободен мање више, можам да ви помагам. Ке гледам, мислам дека имаме некој прецртуван уште од времето логоа, само треба да земам да отворам по стари дискови, имам некој. Кога вежбав дизајн, буквално ги прецртував логоата, тие македонски стари, некои што ми се свиѓале, па им барав НЗС, као се прави, што се прави, зашто се прави. И отприлике тоа е тоа за денешниот стрим, дечки. Сега иде тема пета разно, подразно, нели, кој што сака ќе си каже, што сака нека си каже. Прашања, совети, нешто да... Што направив? Погрешниот таб го исклучив. Нешто да менјам, нешто да додам, нешто да
кон нешто да се фокусирам поише, имате ли ви се зборили за некоја друга тема? Слободно кажувајте, јас сум отворена книга. Чекай ша. Така да... Тоа е тоа. Фала ви што дојдовте. Ќе гледам утре, што утре е празник, така? Утре е празник, да? 6-7, утре се празници. Значи, сабота и недела нема да има стрим. Сабота и недела ќе се одмара. И од понеделник веќе стримовите почињаат од 18 часот. Секој ден ќе гледам 2 сати, вчера беше 2,5 сати, денеска сати 53. Не е лоша бројка да кажеме за нешто што е без некоја посебна агенда направено. Ќе има и подугачки стримови. Договарам некои гости, тоа можам да кажам се во моментов. Да правиме такви ко-стримови, да почнеме некои челенџи, не надпревари, нели, челендж само чисто едноставно за едни за други. Сега се уклучи Серж. Сега се гасиме. Ќе биде интересно. Значи, се гледаме, дечки, у понеделник. Фала што дојавте уште еднашка на стримов. Не заборавајте, кој нема стиснато follow, нека стиска follow, кој нема стиснато subscribe, нека стисне ако сака subscribe. Уште од ракијата, топ. Патреонот е тука, Facebook, Instagram, LinkedIn, Dribble, слободно сегде кај сакате. Закачете се, начекајте ме, прашајте ме што сакате, као сакате и која сакате и останете ми добро здравје, имајте убав викенд, имајте среќни празници, тие што славите празници, па се гледаме у понеделник. Ајде, чао!